Почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е претседателот на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство Игор Герасов. Господине Герасов, по социјално-економскиот совет во владата беше соопштено дека се работи на антикризни мерки за стопанството. Што вие како синдикат конкретно побаравте од владата? Како синдикат, конкретно Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија, испорачавме барања да може владата во овој тежок период да ги субвенционира оние наши компании кои се најмногу погодени од енергетската криза. Беше кажано дека ќе се одржи уште еден состанок наредната среда, па во текст сме во исчекување за овие, веќе да кажам, 6 дена, да видиме какви мерки може да преземе владата заедно со нас, да се подпомогнат овие компании да го преживеат овој енергетски колапс, да кажам. Дали добивте некакво уверение дека компаниите кои што се на слободниот пазар на струја ќе добијат цени на струја пониска од берзанската со цел да опстојат и да не отпуштаат работници? Значи, овие компании што не се на регулираниот пазар до 31 декември ќе останат на слободниот пазар, а од 31 декември, односно 1 јануар 2023 година, ќе се размислува што понатаму. Можам да кажам дека овие компании се големи потрошувачи на енергија, што значи дека и субвенционирањето и барањето на струја на слободен пазар во овие тешки моменти ќе оди тешко. Значи, владата ќе обезбеди субвенции за овие компании до 31 декември ако останат на слободниот пазар за да добијат некаква пониска цена на струјата? Не. Мислам не. Бидејќи до 31 декември они се на слободен пазар и не можам да кажам пред време бидејќи најверојатно за 6 дена ќе ги знаеме точните податоци. Премиерот Димитар Ковачевски по средбата на Советот истакна дека се обезбедуваат и мерки за помош на компаниите преку Развојна банка, кои ќе овозможат ликвидност за компаниите и полесно пребродување на кризата во месеците кои следат. Што конкретно тоа би значило за компаниите? Па тука не би можел многу да кажам во овој контекст, бидејќи ние како синдикат повеќе во овој период сме ангажирани за зачувување на работните места на нашите членови, а секако доколку компаниите имаат потреба од овие кредити, доколку имаат побарување, односно и доколку можат да ги издржат тие барања, односно тие кредити да ги земат да ја пребродат кризата, секако ние како синдикат, доколку не прашаат нас, ќе ги поддржиме тие мерки, но пак да кажам, ние повеќе го гледаме социјалниот аспект за нашите вработени и мислиме дека треба да се насочиме кон тоа. Колку компании во моментов се загрозени и колку работници? Во моментот на принуден одмор се две компании од нашиот сектор, онаму каде што сме ние синдикално застапени, тоа е Евроникел Индустри, со околу 850 вработени и рудникот за бакар и злато Боров дол Бучим Радовиш. Таму се некаде околу 730 вработени, што значи околу 1500 вработени се конкретно на 70%, што не значи дека им се загрозени работните места. Тоа законот го дозволува и компаниите во овој тежок период ги пратија работниците на принуден одмор. Значи Евроникел се до 15 декември на принуден одмор, додека Боров дол до 1 декември. За колкави сметки станува збор конкретно еве на овие компании во однос на минатото? Дали имате некаква информација? Да, значи најинтересен податок и најголема цифра за сметка на струја е секако Евроникел компани. За ваша информација и за информација на гледачите дека со оваа цена на струја, доколку Евроникел работи во полн капацитет, на само за еден час би трошело околу 40.000 евра. Од страна на менаџментот и на сите